Делчево не е единствената општина во која поединци добивале ниви на подарок за само неколку недели подоцна да ги продадат на Евана Електрани за 40 пати поскапо од пазарната цена. 360 степени откри иста шема и во Берово. Околу месец дали такова нешто. Скоро е. Од онаа страна гледано. Приказната е следна. Бизнисменот Пехчево добил на подарок повеќе од 20.000 метри квадратни земјоделско земјиште во Беровско со пазарна вредност од околу 20 денари за квадрат. Брзо потоа склучил договор за продажба на нивите на Евана Електрани по цена од околу 800 денари за квадрат. Но случајот во Берово има една разлика во споредба со оние од Делчево. Трансакцијата и купопродажбата не е се уште реализирана. Финансиската полиција и обвинителството и понатаму не споделуваат детали. Кој е осомничен за шемата, каде завршил ќарот од сделките и дали дел од него може би се користел за нелегално финансирање и изборна кампања. Половина час возење со автомобил ги дели Берово и Делчево, но растојанието не го менува фактот дека и во двете општини земјоделското земјиште не е на цена. Така што, не е изненадување фактот дека Евана Електрани, фирма заинтересирана да гради фотоволтаични централи, токму таму одлучила да купи ниви на кои би произведувала соларна енергија. За сега не е утврдено по чија вина, но бизнис планот на компанијата прерасна во скандал. Како што објави 360 степени, во Делчевско, Евана Електрани купувале земјиште по околу 800 денари за метар квадратен, иако пазарната вредност на тие парцели била околу 20 денари. Продавачи биле лица кои нивите ги добиле во владение само неколку недели пред сделката. Но 360 степени открива и дека Делчево не е единствен пример, бидејќи идентична шема во речиси ист временски период се случувала и во Берово. Дел од нивите кои Евана Електрани решиле да ги купат се наоѓаат во ридските предели на влезот во градот. Затоа знаат и мештаните што живеат во непосредна близина. Гледано. А сад земено ли, не е ли земено, важно за панели е гледано. Околу месец дали такова нешто. Скоро е. Од онаа страна гледано е. Оти таму кај тој дел одговара така за панели. А и тука одговара таа страна, ја тука од бриците што е. Документите до кои дојдовме покажуваат дека на оваа локација се наоѓаат 3 од вкупно 9 парцели кои Евана Електрани се согласиле да ги купат. Според купопродажниот договор од крајот на септември 2021 година, компанијата пазарила вкупно 20.477 квадратни метри, за кои требало да плати 16.317.178 денари или околу 800 денари по квадрат. Продавачот на сите 9 ниви е Дарко Ќ, бизнисмен од Пехчево. Во случаите во Делчево, лицата што ги продале нивите на Евана се стекнале со нив само 3 недели пред сделката. Кога и како пак продавачот на нивите во Берово, Дарко Ќ, се стекнал со нивите пред да им ги продаде на Евана, од општина Берово не сакаа да откријат. Затоа, побаравме и добивме увид во историјатот на парцелите од Агенцијата за катастар. Од она што ни го презентираа, а го посведочивме и со своји очи, Дарко Ќ ги добил сите парцели на 21 септември 2021 година и тоа како подарок. Му ги подарил Јован К, жител на Берово. Според висината на данокот што го платил Дарко Ќ, пазарната вредност на нивите е околу 20 денари за метар квадратен. А како што веќе објавивме, договорената сума што Евана ја прифаќа за купување на парцелите, кои Дарко Ќ ги добил од Јован К, изнесува околу 800 денари за квадрат или 40 пати поскапо. 360 степени го побара дарежливиот беровец, кој решил да му го подари својот земјоделски имот на Дарко Ќ. Задзвонивме на адресата од документите во катастарот, но никој не ни отвори. Дотука, Беровската и Делчевската шема се идентични. Разликата во случајот во Берово е што нивите и во моментот се на име на продавачот Дарко Ќ, а не на Евана Електрани. На прашањето зошто нема смена на собственоста, добивме одговор од општината Берово. Значи пред околу месец и половина имаше поднесено решение, значи поднесено отворена даночна пријава врз на договор за спроведување на самото решение. Решението е изготвено од страна на општинската администрација, меѓутоа истото до ден денес не е реализирано. Значи во тоа не навлегуваме, тоа се обврска на самите лица кои се вклучени во купопродажбата. Наша обврска е да ги испочитуваме одредбите од Законот за даноцен имот, во кој е јасно утврдено што после истекот на рокот во кој треба истата да биде купопродажба реализирана.
Ова значи дека поради засега непознати причини, Евана Електрани се согласиле да ги купат нивите, но потоа не му ја платиле договорената сума на Дарко Ќ. Зошто? Одговор прво побаравме лично од Дарко Ќ на неговата адреса во Пехчево. Тој беше надвор од градот, но се слушнавме по телефон. Ни одговори дека купопродажбата на нивите е негова лична работа, не сакаше да говори за причината зошто договорот со Евана не е реализиран, но ни пренесе дека доколку тоа не се случи, ќе ја тера правдата пред суд. Истото прашање го упативме и до Евана. Од компанијата не сакаа да споделат детали за дејствијата, но ни кажаа дека почнале своја независна истрага. Обврзани сме да не коментираме. Остваруваме секојдневна комуникација со финансиската полиција. Интерната ревизија на групацијата ангажираше независни правни експерти од странство за расчистување на случајот. Застапници на Евана Електрани во договорите за купопродажба на парцелите и во Делчево и во Берово се Мирослав Митровски и Игор Гиевски од Скопје. Гиевски е човек со политичка кариера, беше председател на младите сили на ВМРО ДПМНЕ, а беше и советник во град Скопје од редовите на истата партија. За Митровски не е познато дека имал политичка кариера, но неговиот татко, Сокол Митровски, беше долгогодишен градоначалник на Ѓорче Петров од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Во Делчево и продавачите се луѓе со тесни врски со ВМРО ДПМНЕ. Едниот е поранешен или актуелен член на обезбедувањето на председателот на партијата, Христијан Мицкоски, а другиот поранешен советник во Делчево од ВМРО ДПМНЕ. И во случајот во Берово може да се најде политичка поврзаност кај продавачот. Според јавно достапните податоци, Дарко Ќ е собственик на бензинска пумпа во Делчево, но е овластено лице во уште една компанија, за чиј правен застапник се јавува адвокат, член на ВМРО ДПМНЕ и близок соработник на лидерот на партијата. Сомнежот за кривични дела со купопродажба на парцели за потребите на Евана Електрани го обелодени управата за финансиска полиција, а потоа го потврди и обвинителството. Институциите засега не откриваат детали, како на пример, дали Делчево и Берово се дел од иста предистражна постапка. Од финансиската полиција добивме став дека дејствијата во предистражната постапка се тајни, а од основното јавно обвинителство Скопје обвинителството не е во можност да споделува детали за дејствијата кои се преземаат во оваа фаза од постапката. Постапката ќе продолжи во зависност од утврдените факти. Во детали не сакаше да влезе и градоначалникот на Берово. Искрено, значи, не ги знам сите вклучени субјекти согласно законот, значи имаме одредена даношна тајна со која некои податоци не можеме да ги изнесеме во јавност. Затоа си има надлежен орган кој ќе си провери во соодветна и со закон утврдена постапка, така да тие документи можеме да дадеме само во еден таков случај. И додека чекаме одговори за Берово, 360 степени дојде до нови документи за купопродажбата на парцели на Евана Електрани во Делчево. Освен Владко И, членот на обезбедувањето на председателот на ВМРО ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, ниви на Евана Електрани продавала и неговата сопруга, Марија И. Еден пример дека шемата е иста е од 1 септември 2021 година, кога таа добила на подарок парцела со површина од 4106 метри квадратни. Според платениот данок, пазарната вредност на земјиштето изнесувала 61.590 денари или 15 денари за метар квадратен. Само 3 недели подоцна, Марија ја продала таа и уште неколку други ниви со вкупна површина од 28.152 метри квадратни на Евана Електрани за сума од 20.269.440 денари или по просечна цена од 720 денари за метар квадратен, 45 пати поскапо од пазарната цена. Токму поради фактот што во трансакциите учествувале лица блиски до ВМРО ДПМНЕ, темата и понатаму е актуелна во односите меѓу двете најголеми партии. Владеачката СДСМ во неколку наврати тврди дека екстра профитот завршил кај опозицијската партија. ВМРО ДПМНЕ пак обвинува за злоупотреба на системот, но додава и дека не се истражен орган за да знаат што прават сите членови на партијата.